Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме гените кои кодираат за МХЦ протеини, односно повеќе ќе се држиме врху мајте МХЦ гени, односно на HLA. И да започнеме. Значи, ако имаме една клетка, така имаме овдека една клетка, која нормално си има јадро во која се наоѓа генетскиот материјал. И сега ако го извадиме генетскиот материјал дека на страна, да го видиме поголемо, ќе видиме дека всушност, вака да го направам јадрото, ќе видиме дека всушност имаме еден пар на хромозоми кои се од таткото, така, вака надоле, и еден пар на хромозоми кои се од мајката. Ја го напоменувам зашто ќе ни биде понатаму битно. Имаме нели 23, односно n број на хромозоми од мајката, имаме 23, односно n број од таткото. Сега, гените за МХЦ всушност се наоѓаат на шестиот пар, сега да речеме дека ово е шести, ако дека на сликава е втори, се наоѓаат на шестиот пар хромозоми. Така, и сега ќе го извадиме, ќе извадиме еден хромозом и ќе го земеме во овој случај тој од таткото нека биде. Така ќе го земеме тој од таткото, но истото се случува и кај тој од мајката. И еве го вака, ова е хромозомот. И нормално тој си има тука некаде си центромер. И сега, вака погоре усреде ќе го направам центромерот. МХЦ гените се наоѓаат во краткиот крак на хромозомот. Така, значи се наоѓаат во краткиот крак на хромозомот, значи шести хромозом во краток крак. И опфаќаат околу 4000 килобази. Значи 4000 килобази всушност представуваат 4 милиони базни пара. Милиони базни пара. Што е прилично голем број, тоа е повеќе базни пара него што, односно колку што има хромозомот на Ешерихија коли. Така што е прилично голем регион. Сега, ако зумираме на овој регион, така значи овој регион сега ќе го представам дека како цело едно. Вака, подобро го нацртам. Ќе видиме како всушност се распределени гените кои кодираат за МХЦ. Од горниот крај, каде што се наоѓа теломерот, нели овде имаме теломер, од горниот крај првично иде, вака ќе обележиме вака, се гените кои кодираат за МХC1. Значи за класа МХЦ, за класа 1 од МХЦ протеините. Нели рековме дека имаме две класи. По првата класа на МХЦ е кодирана од првиот регион, ако идеме од теломерот надолу. Потоа имаме гени, ќе бележиме со жолта боја, кои кодираат за МХЦ3, класа 3. Сега немаме класа 3 на МХЦ протеин молекула, затоа во некоја литература не се бележани како МХЦ класа 3, него се бележани само како дополнителни. Така и ова може да биде еден вид збунка, бидејќи нели реков дека има само две класи протеини, и така е, постои само прва и втора класа, додека овие протеини не градат МХЦ молекула, ама се дел од имуниот систем кој е поврзан со МХЦ. Ќе видиме, значи сега за сега не е толку битно, и ги имаме МХЦ класа 2, гените кои кодираат за МХЦ класа 2. За класа 2. И како што можеме да видиме, они се доста компактни. Се релативно поставени еден до друг, и ова е спротивно од, например, како се поставени гените за антитела. Дали гените за антитела всушност беа поставени на три различни хромозоми. Еден хромозом кодираше за тешката верига, еден за лесната верига и еден за другата лесна верига. Односно еден за капа, еден за ламда, зависно која ќе се добие. Значи кај антителата беа поставени различни хромозоми, додека овдека се поставени на еден ист хромозом и тоа прилично близу еден до друг. Односно нивните генски локуси се прилично блиски. И поради тоа што се блиско поставени, едноставно при мејоза најчесто идат заедно. Така, значи кога имаме crossing over, најчесто не се разделуваат еден од друг, него идат заедно на истото место. И тоа 96% од случаите, така. Значи одат заедно. Така, значи при crossing over не се разделуваат. 96% од случаите. Односно 96% од мејотичните делби. Значи само при 4%, само 4% имаме crossing over. Односно овдека, например, овој дел би отишол на друг хромозом, додека тука ќе дојде некој друг. Но најчесто идат заедно и се задржани како што си се. Сега, во МХЦ, мислам регионот, локусот кој кодира за МХЦ класа 1, се наоѓаат три региони, така кои ќе бележиме вака, со бела боја ќе бележам. Првиот е регион А, вториот е регион С
И третиот е регион Б. Значи ова е регион Б. Малце глупо што идат така, побојке што идат А, Б, С, ама идат А, С, Б. И во секој од овие региони се наоѓа ген, кој ќе облежен со фиолетова боја. Значи се наоѓа ген, одреден сегмент од D1, кој што кодира за соодветен протеин, каде што овдека протеинот ќе биде HLA А, овдека ќе биде HLA С и овдека ќе биде HLA Б. Сега, овие се класичните и најчестите протеини кои се кодираат од МХЦ локусов кој кодира за класа 1, но постојат и некои некласични кои би ги ставиле овдека некаде измеѓу. Така, ќе видиме точно каде се наоѓаат, но постојат и некласични како што се на пример, ево ќе подачам линија HLA-G. Односно овдека ако идеме точно да би било, би се наоѓала HLA-E. Овдека на пример горе некаде го имаме HLA-G. Значи тие се некои некласични варијанти, значи овие се некласични, односно даваат некласични класа 1 МХЦ молекули, кои се сретнуваат кај некои клетки, ама не во сите услови, додека овие, така овие другиве, даваат класични класа 1 МХЦ протеини, кои нели ги сретнуваме на сите нуклеирани клетки, сите клетки кои имаат јадро. Сега, во МХЦ3, класа 3 локусот, значи овие овдека всушност се локуси, така тоа не забравите. Локуси се наоѓаат гени кои кодираат, значи ако сега со зелена боја ќе бележиме, еден ген кој кодира за C4, односно два гена се, окей, ајде два гена. Еден кој кодира за C4 и еден кој кодира за C2 протеини од систем на комплемент, така, односно за C протеини. И имаме еден ген кој кодира за TNF, тумор некротичен фактор алфа, и еден кој кодира за тумор некротичен фактор бета. Или што така наречен лимфотоксин алфа. И сега во МХЦ за класа 2 локусот се наоѓаат генски региони, кај што првиот ќе го наречеме DR, вториот е DQ и третиот, ќе продолжиме малце надоле, да ги продолжиме овие линиите, и третиот е DP. DP. Каде што во секој од овие се наоѓаат гени, така 1, 2, 1, 2 и овдека 1, 2, кои што кодираат за DR алфа, DR бета, DQ алфа, DQ бета и DP алфа и DP бета. Сега и овде постојат некои некласични гени, така например овдека некаде измеѓу, тука некаде, ќе видиме како точно, но не се, сакам да напомнам, не се овие сите, овие се само тие кои се најчести, стандардни. И ова истото до сега што го спомна, само вака шематизирано убаво. И овдека е представено исто и МХЦ кај глупците, кој е наречено H2, додека кај нас е HLA. Едноставно ние ќе задржиме главно на хуманиот хуманите МХЦ гени, нема ги спомнува тие кај глушеци, иако и двата се многу добро проучени. Ево дека го имаме истото, само што вака представено како би било на хромозом. И повторно, значи нема да ги спомнувам овие кај глушец, бидејќи некои работи се повторуваат, ама се различни и еднака само ќе настанат зборки кој кај беше. Добро, ај сега се вратиме овдека и да спомнам зошто е битно тоа што реков дека имаме еден сет на хромозоми од мајката и еден сет на хромозоми од таткото. Тоа е битно бидејќи гените, значи сите овие овдека гени кои се за дадени МХЦ молекули, дали тоа е класа 1 или класа 2, се наследуваат, односно се експресираат кодоминантно. Значи се експресираат кодоминантно. Што значи тоа? Тоа значи дека од гените, например, кои се од таткото, ќе добиеш еден вид на МХЦ, класа 1, така која има одредена секвенца на аминокиселини,
кои се кодирани од самите гени, нели, од кодоните, и ќе добиеш еден МХЦ, например исто класа 1, кој што е малце различен од тој од таткото. Значи си добил еден од мајката, еден од таткото, односно и двете се експресираат иако се малце различни. Тоа значи они кои ќе се впостават горе на клетката, ќе имаш еден од мајката и еден од таткото. И двете се разликуваат за некои си аминокиселини на дадени позиции. Тоа значи дека МХЦ молекулите кои се наоѓаат на дадена клетка не се сите исти. Така, има две различни за класа 1, две различни за класа 2, каде што едниот е кодиран од хромозомот на таткото, едниот е кодиран од хромозомот од мајката. Добро, значи тоа го спомнавме. Друго исто нешто што е битно е да гените кои ги прават овие МХЦ протеини, односно МХЦ гени, се едни од најполиморфните гени. Што значи тоа? Да речеме да го земеме овој HLA-B, така генот, и тој си има одредена секвенца, нели, А, Т, Т, А, Г, Г, С и така натаму. И тоа е секвенца на дадениот ген. Сега, кај друга индивидуа, например, ја имаме слична секвенца, само што овдека наместо Т имаме А. Другото да речеме дека се е исто. Така Г, Г, С и така натаму. Кај трета индивидуа имаме, например, првите две се исти, додека третата е различна. Така, овдека дека си продолжи исто. И така натаму. Односно, за еден ист ген имаме многу варијации. Така, односно имаме многу алели. И имаме околу 10.000 алели за секој од овие гени. Така, за HLA-B, HLA-C, HLA-A, за DR-алфа, DR-бета и така натаму. Значи, постојат околу 10.000 алели за секој од овие гени. Така, значи, секој од нас има различен алел, различна комбинација од тој ген, кој исто да го прави тој протеин, ама малце различен. Значи, МХЦ гените се полиморфни. Односно, имаме многу алели за секој од гените. Сега, сетот на алели на еден хромозом е хаплотип за тој хромозом. Односно, што значи сега тоа? Ајде вака ќе идеме доле малце и ќе земеме еден хромозом, нели, кој е од таткото, нели, само краткиот крак, и еден кој е од мајката, само краткиот крак, одека, нели, надоле си продолжува. И сега имаме сетот алели за сите овие МХЦ гени, така, сетот алели за сите овие МХЦ гени и на хромозомот од мајката и на хромозомот од таткото. Значи, еден сет од алели кои кодираат за МХЦ се нарекува хаплотип. И ние имаме два хаплотипа, еден од мајката, еден од таткото. Така, овој е татко, овој е од мајка. Односно имаме два сета на различни алели за секој ген. Така, овој и овој се разликуваат во една, например, еден базен пар, кој може ќе дојде до разлика до една аминокиселина, односно имаме различна алела. За секој од гените во дадениот хаплотип, кај што хаплотип се сет од врзани алели. Тоа значи дека алели кои најчесто идат заедно, така, бидејќи спомнавме дека околу 96% идат заедно. И сетот овие врзани алели се нарекува хаплотип и ние имаме два хаплотипа, сега се повторувам, еден од таткото, еден од мајката. И главно од овие факти произлегува разновидноста на МХЦ молекулите. Нормално, разновидноста на МХЦ молекулите не е толкова како на антителата или пак на клеточни рецептори, зошто? Бидејќи немаме генски рекомбинации. Тука не се случуваат генски рекомбинации. Но сепак има разновидност поради тоа што имаме огромен број на алели, така, значи има огромен број на алели, имаме кодоминантно изразување и плюс можеме да имаме мешање на продуктите. Например, сега не сме разгледале структурата, но само ќе речеме дека имаме алфа синџир, имаме бета синџир, значи нема вака да изгледа ќе некој топчиња, но окей, да речеме имаме алфа и бета синџир. Сега интересно е дека може алфа синџирот да потекнува од мајката, дека бета синџирот да потекнува од таткото. Или пак може и алфа и бета да се од таткото. Или може бета да е од мајката, алфа да е од таткото. Значи постојат и такви комбинации. Не дека мора целиот или да е од мајката, или целиот да е од таткото. Така, значи овдека ако се вратам горе на сликата што ја нацртав, всушност може да биде вака. Можеш да имаш едно кое да, целото сино или црвено, или пак можеш да имаш кое вака. Така, кој дел вака или пак
вака како дел од таткото, дел од мајката. Сепак, и овие кога ќе се земат во предвид, не дека е многу огромна варијабилноста, но сепак, ако се земат во предвид можните алели во дадена популација, во тој случај во дадена популација имаме голема разнојност, неколку билиони искача дека е. Но на сет на дадена индивидуа, нели во сите клетки, како што имаме антитела различни на секоја Б клетка, немаме толку голема разнојност, но не е ни толку битно да имаме толку голема разнојност. Бидејќи МХЦ молекулите се однесуваат налик како овие pattern recognition рецептори на вродениот имунитет. Препознаваат голем број на молекули, така не се супер специфични. Односно, на овој тука МХЦ молекул може да се врзе и виолетов пептид, може да се врзе и портокалов пептид, или жолт пептид, нема врска. Значи, прилично препознаваат некои си општи структури на преработените протеини. Не мора да бидат супер специфични. Али сепак треба да имаме некоја разнојност која е овозможена од тоа да имаме многу алели, имаме кодоминантна експресија и така натаму. Сега, најчесто во дадена популација ние сме хетерозиготи за дадените гени. Значи хетерозиготи, сега ако не сте слушнали генетика, например ако го имаме овдека да речеме дека овој е доминантен алел за овој ген, овој овдека е рецесивен, да речеме дека тој е истиот. Така. Тоа значи дека ти ќе бидеш хетерозигот, сега со а да го пишам, ќе бидеш хетерозигот за тој ген. Така, да речеме дека овдека и двата се рецесивни, во тој случај ти ќе бидеш хомозигот, рецесивен хомозигот за тој ген. Сега, најчесто ние сме скоро за сите гени хетерозиготи. Така, че скоро за сите гени сме хетерозиготи, или ајде да го брежам со ББ, нема врска. Најчесто сме хетерозиготи. Сега, ако имаме инцести, така ако правиме инбридинг, обично тоа се прави на глувци, се добива во тој случај хомозиготи за сите сетови. Односно за сите алели. И најчесто тоа се доминантни хомозиготи. Сега, не можам ова многу да го објаснувам хомохетерозиготи и што и како е. Едноставно сега само ќе видиме како, знаејќи го ова, можеме да одредиме дали одреден индивидуа може да трансплантира орган или слично, некој си ткиво, врз друга индивидуа. Овдека сега имаме представено, значи еден индивидуа ќе бележиме дека ова е мајката, ова е таткото, каде што овие се хомозиготи, рецесивни хомозиготи или пак доминантни, не е битно. Битно е дека се хомозиготи. Значи таткото гледаме дека имаме КК, така со иста големина се буквите, дека мајката ББ. Океј. И сега ќе се добие дете, дали машко или женско не е битно, каде што ќе биде 100% од исходот всушност ќе бидат хетерозиготи. Така ќе биде Б и К. Океј. И овдека ни кажува дека се inbred, бидејќи со инцести правени со цел да се добијат хомозиготи. Сега, од кога го добивме овој хетерозигот, да видиме кој на кој може да пренесува ткива, да трансплантира ткива. Значи мајката може да пренесува некоја си индивидуа која го има истиот хаплотип, односно на себе си може да си пренесува, не може да пренесува на мажот, додека може да пренесува на детето. Таткото исто така може да си пренесува на себе или пак на некој индивидуа кој го има кога него хаплотипот и може да пренесува синот. Пак го имам овдека, не е потребно, два пати го имам истото. Лошо сум го прекопирал и после ги имаме вакво, ако имаме син, синот не може да пренесува ни на мајката, ни на таткото, или пак керката, не е битно. Бидејќи едноставно таткото ќе не може поради тоа Б што го содржи, мајката ќе не може зашто има К. А додека може да си пренесува сам на себе. Нормално дека може да правиме уште многу други комбинации, тоа веќе ќе навлегуваме у генетика. Например, ако мајката или мајката речеме беше вака, додека таткото например беше вака. Така кои можни комбинации ќе се добијат. Нели ќе имавме КБ, ќе имавме мало К, мало Б, ќе имавме добро, среди тие се комбинациите. И понатаму треба да се одредува рецесивни, доминантни и бла бла. Значи нема у тоа да навлегуваме, не е толку битно, него едноставно вака колку нешто просто да увидиме одека на лево, како всушност битно е кои гени се содржат, кои алели, со цел да се одреди дали може да се пренесува некој ткиво. И овдека имаме вакво хаплотипови во типично, така каде што имаме различни алели, значи С со Д и А со Б, и како всушност ќе се пренесат. Ги напишале сите можни комбинации. И оваа генерација всушност не може да донираат, но во наредната можеби ќе се добие некоја комбинација како
почетната и тие ќе може да донираат. Значи во наредната генерација од сите овие ако идеме, некаде ќе се добие некоја си како почетните комбинации, некои си тие внуци, всушност ќе може да донира. Инаку уште спомнам некои помали работи, дека експресијата на гените кои кодираат за МХЦ протеини е конститутивна, значи постојано имаме некакви си МХЦ молекули на површината, така секогаш си има одреден број, но ќе ставиме на страна, всушност ќе направиме, ако имаме една клетка, таа реков постојано ќе си има некакви си МХЦ молекули, но речеме дека има 3 во даден момент. Но, ако биде стимулирана од страна на цитокини, без разлика дали тие се од адаптивен или вроден имун систем, така значи цитокини, тие цитокини ќе се врзат со одредени транскриптиски фактори, така значи имаме одреден транскриптиски фактор кој се врза со цитокини и тој сега ќе оди во јадрото на клетката и ќе зголеми транскрипција на МХЦ молекули и поради таа стимулација ќе се појават многу повеќе МХЦ молекули на својата површина. Значи, експресијата е конститутивна, односно постојана, но може да биде стимулирана од цитокини. И овдека само да видиме една слика на гените. Само ќе разгледаме, таа десно ја видовме, но овдека имаме една малце подетална представа на гените кои кодираат за МХЦ. И овдека може да видиме некои си екстра специфични, например, на хит-шок протеини, кои се одговори, например, при стрес состојби. Исто имаме и некои некласични, овие кои се со црно, тие се некласични класа 2 МХЦ. Така, значи не класични. Јас спомнав дека имаме кај класа 1 такви некласични и класични МХЦ молекули, но истото имаме и кај класа 2. Нели, тие реков дека овдека има некои што се измеѓу гени кои даваат некласични МХЦ класа 2. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе разгледаме структурата на МХЦ молекулите.